Од самитот во живо прашувам Наташа Мерцовска. Тино, иако беше најавена пресконференција за во 19 часот и 30 минути, таа се уште не се одржа. Но на состанокот со кој преседава председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, се очекува да се искаже, односно да се повтори стратешкото партнерство меѓу Европската унија и Западниот Балкан. Унијата исто така ќе ја потврди своите заложби за проширување, ќе го каже напредокот во тој процес, но ќе повтори важноста за спроведување на реформите кои што се бараат од земјите од Западниот Балкан, усогласување на законодавството со европското, добрососедските односи и регионалната соработка. Пред почетокот на самитот изјава даде и премиерот Кристијан Мицковски, кој што кажа дека македонската влада работи на спроведување на реформите, дека македонските граѓани заслужуваат да бидат дел од Европската унија, меѓутоа поради вештачки причини се уште не сме дел од европското семејство. Исто така тој очекува дека ќе бидеме оценети врз основа на спроведените реформи, а не по однос на билатералните прашања. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на премиерот Мицковски. Добро е кога Западен Балкан е во оптиката на Европската унија. Тоа е охрабрувачки за граѓаните на Западен Балкан, затоа што на тој начин се покажува интересот за нашата заедничка иднина, бидејќи Западен Балкан географски припаѓа на Европа и логично е да заедно се интегрира во рамките на Европската унија. Ние како држава тоа го заслуживме многу одамна, бидејќи нашиот пат започна уште пред 25 години, но поради, би рекол, вештачки причини, ние се уште не можеме да бидеме дел од европското семејство. Како држава и како влада се обврзуваме да го испорачаме сето она кое што е потребно во овој процес, не поради самиот процес, туку пред се поради македонските граѓани, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Така работиме до сега, така ќе продолжиме и понатаму и очекуваме дека билатералните прашања нема да бидат наша пречка, туку напротив очекуваме нашите соседи поддршка во ова наша амбиција да бидеме дел од Европската унија и она кое што е најважно да бидеме оценувани според постигнувањето, а не според билатералните прашања. Мерцовска, што вели неговиот хомолог од соседството, бугарскиот премиер кој патеме во оставка? Така, Тино, бугарскиот премиер смета дека секоја земја треба да биде оценета според достигнувањата, меѓутоа во однос на Македонија тој вели дека има одредено двоумење, односно колебање од македонската влада за започнување на предпристапните преговори. Да слушнеме и оваа изјава. Позицијата ни винаги е била принципна. Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македонија нямаме. Ние не водиме никакви спорове с Република Северна Македонија по въпроси, които са свързани с така наречения компромис от юли месец 22 година. Това вече е общо европейска позиция и нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на Европейския съюз на базата на собствените си заслуги да бъде оценявана за напредъка си от Съюза, а не от отделна страна членка. В този смисъл ние считаме, че оценката за напредъка по отношение на отварянето на клъстър 1, който е свързан с преговорната рамка, показва едно известно колебание от страна на колегите в Скопие, но това не е въпрос, по който ние даваме своето мнение и отношение. Българската позиция е ясна и тя беше изразена с единодушие от Народното събрание тази година. Инаку, Тино, самитот ЕУ Западен Балкан е годишен состанок каде што присуствуваат високи представници на Европската унија, но и представници од 6 земји од Западниот Балкан. Тоа се Македонија, Албанија, Косово, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. За прв пат годинава Србија нема свој представник. Самитот ќе трае и следните 2 дена. Наташа Мерцовска од самитот ЕУ Западен Балкан, кој веќе повеќе од 2,5 часа ја пречекорува агендата зацртана од претходното договорено.